има една калаштура и таа калаштура пред не знам колку беше тоа, не баш, не е многу одамна, може има 3 недели, месец дена, не знам, жестоко плукаше по македонците на една бугарска телевизија. Себе се нарекуваше бугарка, дека од секогаш се сметала, се изјаснувала како тоа се сметала за бугарка, и не знам дали се изјаснувала отворено. И дека македонците меѓу редови биле страшно примитивни и правеле булинг заради тоа, што се кажувала дека е бугарка, да кажеме, и дека македонците се такви какви што се, никакви, итана, го каже ова на една бугарска телевизија, и дека најверојатно ќе си живее во Софија, дека Македонија е онака дно дна. Се ја парафразирам, ми пострашни зборови употреби. И таа истата ја гледам на една наша таблоидна ТВ емисија, многу позната, и чие што име нема да го кажам од почитување кон луѓето кои што ја работат. И затоа што сметам дека грешката им е ненамерна. Но секако дека требало да проверат прво кого викаат во емисија. Ја викнале оваа калаштурава, кое што нормално да знаеле кого викаат, можеле пак да ја викнат, со тоа што ќе ја поставеа прашања, немаше да биде лошо да ја постават прашање дали уште стои на ставовите што ги кажува по бугарски телевизии. А тоа е истиот проблем со петата колона, бугарашите во Македонија, кои што често гостуваат на бугарски подкасти телевизии, кај што најпримитивно се изјаснуваат за македонците, искажуваат лаги дека во Македонија не смеат да излезат чиниш од дома глава да подадат затоа што ги чека толпа за линч, дека се понижувани на секој чекор, дека децата нивни толку учат погрешна историја во школа што кога ќе се вратат дома мора да им ја предаваат самите родители, да им ја кажуваат вистинската историја, која што е строго бугарска, дека она што го учат у нашите училишта е булшит. И сите овие работи да ги гледате на тие подкасти и на тие бугарски телевизии, овие фашистички говеда, кои што се ја представуваат сршта на петата колона во Македонија, македонци кои што се изродиле, го предале својот род, му завртеле грб на својот народ, поради ваква или онаква причина. И истите тие, кои ќе се вратат овде, кои ќе ги викнете во емисија, тогаш од нивната уста излегува само мед, тече само мед и млеко. Кога гостуваат на наши телевизии емисии, таквите изроди македонски, нема да чуете изјави, ставови какви што даваат на бугарски телевизии и подкасти во Бугарија. Не. Не, тука ќе ви зборат за некое заедништво, дека треба да бидеме блиски, да си подадеме рака, дека они немаат лоши намери. Нашите почнаа полека да им стапнуваат на опаш на овие петоколонаши, но јас сметам дека треба тие работи да се интензивираат. Инаку ќе се врата малце подоцна на оваа калаштурава. Зошто да се интензивира? Затоа што, еве да кажем, им постои еден портал, наречен Трибуна, како ли се вика тамо, кај што редовно се објавуваат дезинформации, лаги, невистини, најчесто насочени за да се дезориентира македонската јавност, свеста на македонските граѓани, да се внесе смут, забуна во нивниот мисловен апарат, па така често пати објавуваат и текстови од така наречени бугарски професори, историчари, кои што
врска немаат со реалноста, ниту со фактите, па скоро на тој нивни портал прочитав еден текст, мислам беше бугарска историчарка, кај што лупета дека логорите во време на Социјалистичка федеративна република Југославија, пази вели логорите на Тито биле полоши од нацистичките логори. И тука по тој извадена колумна, објавена колумна на таа историчарка, и што е тоа есеј поима неа, имате коментари од бугари, домашни предавници овде кај нас или бугараши, кои што тоа го поддржуваат, па уште се заебаваат со македонците, даваат коментари полни со презир, со подсмев кон македонците, мемиња, кај што се навредуваат македонците, и така натаму, и така натаму, и така натаму. Тие фашистички гомна не можеш да седнеш со нив на маса и не можеш да ги убедиш во фактите. Они ќе си ја тераат својата приказна, ќе ги тераат своите лаги, затоа што поинаку и не знаат, за да го преживеат својот примитивизам и историските грешки што ги направија во последните повеќе од 120, последните 120 години, да кажеме, затоа често пати прибегнуваат кон фризирање на историјата, кон денсинформации, кон лаги, особено ако име цел Македонија и македонскиот народ, затоа што од некоја причина има тежок комплекс, што не се македонци, и не знам зашто толку им е битно да бидат македонци. Па веројатно не можејќи да бидат, не можејќи да го преземат така лесно тој идентитет, затоа бараат потврда во својот идентитет, татаро-монголски, со тоа што негираат туѓ идентитет, го негираат идентитетот на македонскиот народ. Тоа е отприлика мотивот, причините, мотиви и причината зошто го прават они ова. Џабе ќе им објаснувам на нив, за нив, нели, Тито е нешто полош од самата Сатан, од самиот џавол, така да џабе нив да им објасниш дека Тито беше меѓу неколку пати тоест едногласно сите се сложуваа со тоа дека е меѓу петте најголеми државници на 20 век, човек на кога што му се поклони целиот свет за неговата улога што имаше во Втората светска војна, во антифашистичката борба за ослободување на Југославија, и улогата што имаше после војната, како еден вид на амортизер помеѓу двата многу наоштрени еден против друг пола во студената војна, истокот и западот. И не само тоа, туку беше и еден поборник на политика на еквидистанца, на политика на суверенитет на државите, на политиката на незаземање страна во таа сурова студена војна што се одвиваше минатиот век по завршетокот на Втората светска војна до падот на Берлинскиот зид. И секако човекот е еден од најзаслужните што се формира неврзаните. Која што беше една многу моćна организација, која што беше еден вид контратежа на светските сили, затоа често пати од 70-тите години, од негде од половината на во 70-тите години па до некаде до 90-тите години беа податак на големите сили, секоја од големите сили сакаше да ги земе под своја капа неврзаните. А Тито, додека беше жив, беше единствената пречка тоа да се случи, затоа беше во лоши односи со Фидел Кастро, кој што играше на страна на русите. Фидел Кастро ги гледаше неврзаните повеќе свртени кон
Источниот блок кон Советскиот сојуз, отколку како некоја организација која што ќе биде сама за себе суверена, нели, спротивставена на секој тип на заострување меѓу големите сили, што можеше да доведе до нуклеарна војна многу лесно. И да не зборам за сите други негови заслуги, што му беа признаени, дури од кралскиот двор, британски. Имате вие мемуари на Черчил, во кој што сакате, отворете го оригиналот, читајте го, во кој што недвосмислено зборува моментот кога сватил дека кралското семејство и британската влада треба конечно да му откажат љубовта на четничкиот војвода Дража Михајловиќ и дека конечно треба да се свртат кон својот вистински сојузник Тито и народно-ослободителната борба и борците на Југославија, тоест партизанското движење. Зошто? Тоа го пише во неговите мемуари, затоа кога отишол кај кралското семејство да ги убеди да го стават на клупа за резервни играчи Дража Михајловиќ, дека треба безрезервно Тито да се поддржи и партизанската борба, влегол кај тогашниот крал, инаку татко на онаа кралицата Елизабета, која што почина пред 4, 5, 6 години. Кога беше? Не знам како беше, татко и Џорџ, некој Џорџ беше поимене. И му објаснил целата ситуација, кажувајќи му дека Тито врши огромна работа за сојузниците, затоа што држи во клинч на територијата на некогашна Југославија, затоа што држи во клинч 60 и кусур фашистички дивизии, меѓу кои и бугарски. Ако више збориме кој на чија страна бил. Му презентира докази на кралот, кој потоа ги собира своите советници и донесуваат одлука Британија да го поддржи максимално Тито и народно-ослободителната борба, тоест партизанската војска. Ете тоа само треба да знаат бугарите, а такви глупости Тито не ни можел да биде нацист, Тито не ни можел да формира логори кои што биле полоши од нацистите, од проста причина што бил заколнат непријател на нацизмот. Ако мислат на логори како Голи оток, тие бугарашки говеда, одма да им кажам дека Голи оток, исто со факти, не фризирани, не измислени, како што они тоа го прават, за време на постоењето на Голи оток, во оној период кога таму има само политички затвореници, противници на Тито, или и беовци, како што ги викале, во тоа време од постоење на 4, 5, 6 години, додека бил само затвор за политички, тоест логор за политички затвореници, во тоа време во логорот починуваат 500-600 луѓе. Не е себитни причините, може некој чотек, може некој од лоши услови умрел, може некој од туберкулоза, предизвикана од лоши услови за живење, напорна работа и така, но се работи за бројка од 500 до 600 луѓе за период од 4, 5, 6 години. После тоа затворот станува, тоест логорот станува, доаѓаат и други престапници, деликвенти, лопови, убици, трт-мрт. Едно време постои како мешан со политички затвореници, вакви затвореници, за на крај тотално од политички до 60, почетокот на 60, мислам, или така нешто пред да го затворат, или како беше тоа. Поима нема, веќе нема политички затвореници, тамо ги носат само некои типци кои што ги имале замешано рацете длабоко во криминал или во некои девијантни однесувања, криминогени и така натаму и така натаму. Тоа, бугараши, што треба да го знаете, тоа се факти. Други логори во Југославија не постоеле, а ниту трошка има вистина во тоа дека биле нацистички. Се знае многу добро кои беа сојузниците на нацизмот, на Хитлер. Тоа бевте едни од сојузниците, бевте вие, бугарите. Вие му седевте на скутот, во скутот на Хитлер. Вие подпишавте документ, вашата влада фашистичка на цар Борис подпиша документ со Хитлер, со кој што се сложи да ги депортира македонските евреи
во логорот на смртта Треблинка, кој што де факто беше нацистички логор за истребување. Така што со вас нема шо повеќе да се спори. Знам дека вие ќе се држите до приказната, како онаа ваша платеничка будала, која што тврди дека која што некогаш беше на висока функција во оваа држава, кој што тврди дека 6 до 8 македонци ги депортирале евреите 43 година од монополот во центар до логорот на смртта Треблинка. Замислете. Тоа е најстрашното што сега го прави бугарската пропаганда, го враќа на голема врата тој ревизионизам, во кој што лошите не треба веќе да се гледаат како лоши, туку треба да се гледаат како спасители, администратори, помагатели, тоа што се куропушатели друго, но дека треба така да се гледаат, а дека сите останати кои што биле и се на страната на прогресивното, на страната на доброто, треба да се оцрнат, да се компромитираат, да се направат, да се намачкаат со пита гомнарка, да се направат, да се направи за нив мислење во јавноста дека биле најлошите на свет, затоа е опасен тој ревизионизам, затоа се опасни овие портали, како нешто го спомнав, премногу опасни да постојат и понатака, ако нивната адреса е во Република Македонија, и затоа повик уште еден до Агенцијата за национална безбедност и останатите структури да се справат најбрутално со овие портали и да биде забрането нивното делување на територија на Република Македонија или во медиумскиот простор на Република Македонија, за да се заштитат граѓаните од нивната отровна пропаганда и крајно бруталните дезинформации. Кога сме кај калаштурата, се појави на таа таблоидна емисија, нормално никој не ја праша за нејзините настапи на бугарските телевизии, на бугарските подкасти, зборуваше за нејзината ангелска природа, за нејзината света должност, за нејзиниот хабитус на светица, дека во љубовта барала хемија, не гледала материјално, не гледала интерес, хемија барала, хемија. Шо и да е тоа хемија? Поливалентни равенки, вамо тамо, киселини, бази, Менделеев систем на елементи, курс се тресе во H2O. Хемија барала, после рече дека барала од потенцијалниот љубовник и добро срце, значи не е само хемија, бара и анатомија. Анатомија као добро срце, не као срце добро барала. Ама тоа така се отвараат полека овие светици. Овие светици, овие лайф коучи, овие промотори на бугарскиот шовинизам, промотори. Така полека ги отварат картите. Прво не е материјално, до хемијата е, па до анатомијата е срцето, не нешто друго, добро срце. И на крај доаѓа вика и сакам подароци, нормално како и секоја жена. Сакам мажо да ми овозможува, да ми нонстоп да ми дава подароци. Кој не сака подароци? Само што проблем беше не кажа какви подароци. Од имаш подароци, имаш подароци. Имаш подарок. Кутриот маж ја сака, жена му сака внимание да ја укаже. Нема многу од джебот, ки донесе еден цвет, ки го даде. Внимание ќе покаже, ама имаш и подароци, како да ви кажам. Мирџан, мечка, од 150.000 евра. Имаш стан, подарок. Она сега не кажа на какви подароци мисли. Имаш помалија подароци. Од мечка, од стан. Имаш да кажеме, појма неам. Еве ти 50.000 евра, иди направи цицки, направи усни, направи гзој на. Страшна работа.
жена кој ќе видиш со силиконски гзој кај што претерале со бутење силикон. Да ти се згади животот. Ја у принцип не сум за естетска хирургија, освен со ситуации кај што ради одредена работа. Не дај Боже несреќа, повреда и така натаму, тоа може да се направи, иначе се што е природно е најубаво, но тоа за жал како мажите што не разбираат некои работи, така и жените не разбираат некои работи. Мисля дека ако стават силиконски цицки, ако ги направат усните као да лижале мед директно од кошница за пчели, дека тоа мужот, таквите мужи кои што го палат овие естетски хируршки моменти, искрено мислам дека и не се прави мужи. Тај што му се дига на силиконски цицки, силиконски г, силиконски гъсти, тој тури му курат. Тој се не го бил. Тој не е ебач, сакам да ви кажам. Прав ебач ке најде убавина у секој она што викаат недостаток кај жената. Прав ебач збор. Се може да му биде тригер. Дали се градите мали или големи, за прав ебач тоа нема значење. Никоја ќе го попали со помали гради, со мали гради. И која нема гради, која е слаба, која не знам, со било каков недостаток, со малку криви ноджина, со... Само не ебачите бараат совршености и се палат на такви површни ствари, као што се силиконски гради, гзој силиконски, ушни силиконски, јагодици силиконски. Не се оддалечи во темата. И така таа збореше. И за на крај јас да заклучам од тој незин муабет, разговор, ко чему курва о поштењу, особено ова, кое што е не е обична калаштура, него е калаштура која што ја користи веројатно и бугарската пропаганда за своји цели и која што веројатно има некоја корист од тоа, дали се подароци, какви подароци, поима немам, не знам, тоа треба некој да утврди, но и ваквите сподоби суштества, според мене, треба да станат лица од интерес на нашите безбедносни служби. Мој став е дека сите овие кои што шират омраза кон македонците на бугарски портали, медиуми, телевизии, радија, трт-мрт, а кои што се во Македонија живеат и кои што тука глумат светици, глумат финоќа, од прв до последен треба да станат барем лица од интерес за нашите органи, агенции за безбедност и органи на прогон, се додека не се испита нивната невиност или нивната вина доколку ја има и тогаш да бидат санкционирани. ВМРО ДПМН, вие сега можете да си легнете, да си се покриете, чипс, пуканки, пиво, телевизија, коктелче, мер. СДС направија промени у извршен одбор Централен комитет со нови кадри, со новите стари кадри. Има додуше и нови деца на стари кадри. Дали бил порано тој министер за внатрешни, дали бил не знам министер на појма немам. Има такви 23 се у извршен, што се синови на поранешни министри на СДС, високи функционери итн. А тоа е старите нови кадри. Има нови деца. Еден да кажем едно дете што има таму страшно талентирано у СДС. И тамо се у извршен и у Централен, кај се не знам. Значи страутен талент. Дечко што секоја мајка би го посакала за зет. Тој момак, тој интелигентен дечко, тој може да биде следниот министер за кокаин, министер во Министерството за дрогирање, за кокаин и други психотропни субстанции. Или Министерство за земјоделие. Тоа
Ке расте цветови, стебла, овоно. Мара, ајахуаска, свети печурки, шо да е? Псилоцибе, како беше на латински тоа светите печурки, псилоцибе, не е битно. Страотно талентирано момче. И ово исто така, фраеров, што имал тамо дедо, кмет, кој што го има со локум, со сладко од смокви пречекан од цар Борис у Скопје 43 година. Дедо му на овој функционеров, сега исто има тој тамо нешто за СДС ки ги врзуе со странство, со странски партии, контакти со странство. Ке го рушат ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН. Не сте фраери ако овој момент не се завалите у некоја фотелја, пивото, чипсот, пуканките, пуштите си музиче. Ово СДС. Уште онаа будала шизофрена да ја донесат, што се нарекува новинар, што плука у секоја можна колумна против се што е македонско и што после се прашува зошто македонците го праќаат да иде на преглед на психијатри у лудница. Јас не, за разлика од повеќето македонци, јас него не би го испратил у лудница, пошто е тоа џабе. Маката само едноставно човекот не е луд, човекот е сгрешен. Сгрешен е, така е роден, не помага тука доктори, психијатри, не помага. Уште он им фали у партија. ВМРО ДПМН. Со ваков СДС. Не знам како да ви кажам. Само чувајте се вие глупости да направите. Автоголоид, само гледајте автоголоид да не си давате. Готове, у наредни 50 години останувате на власт. Гарантирам. Овие, не знам, Нил не ги пере. Кај се одбра. Ете тоа, ајде да не го тупам. Останете у добро расположение. Уште еден апел до Агенцијата за национална безбедност, до сите структури безбедносни, кои што, за разлика од која беше СДС на власт, сега работат максимално во корис на нас, во корис на граѓаните на Македонија, во корис на македонските интереси, во корис на македонскиот народ, и затоа апелирам уште еднаш, сите овие непријателски елементи, пета колона, кои што загадуваат медиумската сфера во Македонија, шират забуни, смут меѓу населението, веднаш да бидат детектирани, испитани, кој има путер на глава, одма у затвор, а таквите портали и други медиуми да бидат веднаш затворени. Без никаков страф, дека тоа некој одгоре, од Унијата, може да го протолкува како мешање во слободата на зборот, во слободата на изразувањето. Ве заболе путката, што сакаат нека кажат, овие фашизоидни бугарашки медиуми и створови треба да бидат санкционирани и доколку се виновни ставени за решетки од прв до последен. Чао.